Почнуваме со дебатниот дел. Тука во студиото го имаме господинот Крсто Јовановски, поранешен пратеник, тогаш настапуваше од редовите на ВМРО ДПМН. Господине Јовановски, добре дојдовте во студиото. Прво, пред да почнеме со дебатниот дел, сакам една мала забелешка. Ве нема одамна во јавност. Дали е тоа по ваш избор, не сакавте да се појавувате, абстениравте или нешто друго? Па не знам, некако како да нема покани. Јас сметам за себе си дека сум доста специфичен во моите настапи и мислам дека во ова време во кое сега живееме не сум толку потребен, но во принцип да ви кажам и не ми е многу криво. Еве, после една година горе-долу јас прв пат се појавувам на телевизија да проговориме за нешто, но во меѓувреме многу зборувачи има на телевизија, така да и јас уште ако се појавувам ќе биде малку дури и проблематично. Не е важно. Значи има доволно зборувачи кои зборуваат и објаснуваат што е и како е. Во секој случај јас тебе ти благодарам лично. Извини што на ти се обраќам, но како и да е, ние сме пријатели некакви и ти благодарам што ме повика и јас да кажам нешто во контекст на се ова што ни се случува во моментов. Да, секако телевизија 24 секогаш е отворена за сите, тоа сме го докажале во овие 10 години од нашето постоење. Ајде да видиме прво една генерална оценка за 100 дена работа на Димитар Ковачевски. Тие велат 100 дена влада, ја мислам дека поточна дефиниција би било 100 дена Димитар Ковачевски, бидејќи се работи исто за влада предводена од СДСМ и ДОИ со нов премиер. Има доста, гледаме сега, дебати околу тоа, се разбира помеѓу власта и опозицијата какви се перформансите на владата, диаметрално се спротивни оценките, се разбира. Која е вашата оценка? Како Димитар Ковачевски во овие 100 дена се снаоѓа на местото премиер? Па како да кажам, како што му е и наредено, например. Јас сепак мислам дека требаше да има нови избори за да таа влада обстане така или вака. Мислам дека оваа влада е насадена или продолжение на оваа претходната. А ако имаме во предвид дека веќе неколку пати го гледаме бившиот премиер Заев како се среќава со некои луѓе, а и вчера беше со некој турски представник овде и така натаму, мислам дека во сенка тој ги води работите, но како и да е, оваа влада е насадена така како е насадена и има за цел да го заврши процесот кој нели е веќе почнат во однос на она се што ни се случува, како на меѓународен план, така и на внатрешен план, односно со еден збор разнебитување на оваа држава. Тоа е од една страна, од друга страна, како да ви кажам, сега фалиме уство ќе те раскинам. Знаете како се умре циганката што ме фалеше. Тие толку се фалат за овие 100 дена колку направиле, не знам, минималната плата ја покачиле, не знам, институциите ја вратиле вербата во институциите и така натаму. Значи пазете сега, тие самите себе си се фалат за да си поверуваат и за може да си зборуваат. Леле, што убаво им кажа. Во кои институции да веруваме? Каде, во кои институции е вратена до вербата? Не постојат. Не постојат. Во која сакаш сфера? Штрајкови на сите страни. Минималната плата се покачила. Што значи тоа 18.500? Може ли да се преживее со 18.500? Да правиме математика една. Значи, пазете, а наспроти тоа, огромни тендери, наспроти тоа огромни пари. Владата ќе каже дека сепак е подобро 18 од 15. Владата може да каже колку сака, но тие пари се на народот. Не може владата да си игра играчки со парите на народот онака како нејзи ќе текне. Да дава пари за разни тендери секаде кај ќе стигне, а таму кај што се полни буџетот од овие луѓе, од и таа плата што им даваат на тие луѓе се враќа нели пак во буџетот. Од тендерите што ни се враќа нас? Во приватен джеб, финансиска трансакција на државни пари од буџетот во приватни джебови и така натаму. На повидок немаме ништо. Значи, во секој случај, како сакате речете, тоа е мое мислење. Но имаме ние кај нас едно правило, кога некој не се согласува со некого, тогаш веднаш почнуваат кавги расправи, односно го оговараат, зборуваат против него и така натаму. Не се гледа неговиот став, колку е точен, колку не е, се гледа како тој го напаѓа нештото кое е гнило, кое е труло. Ако е јаболкото гнило и труло, мораш да го фрлиш, треба да земеш ново, нели, здраво. Но ние живееме во една трула состојба во која предпоставувам не дај Боже да се случи, очекувам дека се случи некоја си социјална експлозија, верувајте ми. Вака ако продолжат ситуациите да се одвиваат како што се одвиваат. Така од први. Добро, бидејќи сега тука дебатираме, јас кога ве повикав, јас вас не ве прашав воопшто кој ви е ставот, што ќе кажете, буквално не знаев, одам со прашање, сега гледам,
Значи за волја на дебатата ја ќе се обидам сега да бидам некако другата страна, да ја Важи, артикулирам важи. за да имаме Се да едно. дебатираме, Се нели? едно. Значи мораме да сепак она што владата го вели, го забележува е дека сепак тие сега екзистираат во една огромна светска прво криза, таа е безбедносна криза, економска криза, енергетска криза. Гледаме дека овие работи кои се случуваат во Македонија, еве од оние најбанални дека нема зетин, гледаме дека зетин нема ни во Германија. И германскиот министер таму ги повикува граѓаните, вели не трупајте залихи, создавате вештачки недостиг. Горивата, гасот, ова со снабдевањето од Русија, огромни, тоа се тешки политики од кои Македонија, значи ние тука не можеме да влијаеме ни 1 милиметар, се разбира. И сега владата вели, навистина е тешко опкружувањето и навистина е тешко се што се случува. Пандемијата е веќе при крајот, но трае веќе 2 години и вела дека со оглед на тоа, на таа тешка една ситуација, дека таа сепак добро се снаоѓа, ја покачува минималната плата, ги покачува, велат пензиите, платите, дадоа субвенции, помош за држави, за фирмите, се извинувам, за граѓаните и така натаму. Велат дека не треба работите да се гледаат толку црно-бело. Баш што ти не ги гледам црно-бело, значи вака сега. Вие зборувате за зејтинот. Ајде да зборуваме вака сега. Тоа е вештачки наметната тема, не знам колку ќе бил во Германија. Германија е нешто друго. Да не се споредуваме ние со тој кој не можеме. Но, еве вака ќе зборуваме. Зејтинот во Македонија бил, не знам, 130 денари или 140 и така натаму. Ве прашувам колку пари е една кутија цигари? Кај нас? Да, 110 денари. Колку кутии цигари се пушат месечно? 30. Секој ден по една, да речеме, така? Да. Колку пари е тоа? 3300. Колку зејтин вие трошите месечно дома? 1 до 2 литра. Да, Што е толку, скапо сега? Да. Пазете, вештачки ми е набиена некаква тема на која јас како човек треба да размислувам. Ако таа криза со горивото, со нафтата, не знам, со гасот и така натаму е произведена заради она што се случува во Украина со Русија, тогаш зошто Европа или европските држави кои се мокни, нели, се занимаваат со тоа таму наспроти кризата која им се случува. Мене тоа ми дава за право да размислувам дека во позадина се случуваат многу подруги процеси, наспроти она што се вика војна, односно колатерална штета за која мене ми е многу криво. Таму гинат луѓе. Добро, ова да си кажем право. Не, да докажам. ќе зборуваме за тоа, него знаете, според мене ова се беше прави као една огромна промена на капиталот од едно место на друго. Практично, големите светските луѓе кои управуваат со светот, практично си прават сега некакви финансиски трансакции за новиот поредок кој треба да дојде за скоро време, а ние како луѓе мораме да видиме во текст со новите случувања, да видиме што и кај сме ние во тој нов поредок. Така е моето мислење. Не, ќе зборуваме апсолутно за таа тема, туку ова беше поише прашање за владата, нели? Владата, дел од нивното оправдување, сакам да кажам. Владата, вака сега, вие ми кажувате колку она направила, што направила. Вака сега. Ако ти како влада си дал огромни пари, не знам, за некакви тендери, и ако ти мене ме залажуваш да ме струјата се покапчила, и ти мене ми даваш пари, односно на ЕВН даваш пари од мојот буџет, за да сум плател или да била платена струјата, затоа што имало поскапување. Наспроти да се спремиш да создаваш, да отвориш фабрики, да отвориш простор за да може да се вработат луѓе и не мора мене од буџетот парите да ми одат таму. Значи тоа дека тој како влада мене ми дава некакви пари за кои јас треба да му бидам многу благодарен. Не, тие се наши пари. То не смее така да се како се вика, да се квалификува. Значи, тие пари се наши пари и тој ако ги дава за таму, можеме да претпоставиме колку се таму, колку се назад, колку се негде. Бидејќи ние живееме во една таква држава коруптивна. Така да сакам да кажам дека се е тоа под знак на прашалник, господин Ризвановиќ. Се е тоа во знак на прашалник кога еден ден, убав, сончев ден, се надевам, ќе се отворат овие вакви дилеми околу тоа кој, каде и колку пари се потрошени, ќе видиме дека сум бил многу точен и многу во право. Иако не би состојбите се поинак. За тоа колку пари се трошат, тоа стално излегуваат новинарски истражувања, тоа не сте далеко од вистината, се разбира. Во однос на ова што се случува за протестите, СОНГ протестира, вчера почна да штрајкува и управата за водење на матрични книги. Да. Конфедерацијата на слободни синдикати, тие почнаа па застанаа, но секако се гледа дека нешто се случува. Има дел од аналитичарите велат дека сите овие протести се
на некој начин сепак политизирани, дека не се случуваат случајно, дека ова на некој начин е дел од она сценарио најавено од опозицијата за пролетна буна, да речеме така, карикираме, нели, за протести на сите страни. Верувате ли вие во тоа? Не. Тие аналитичари за кои вие зборувате, мене ми се многу смешни во последниот период, бидејќи се стручњаци за образование, за право, за бугарските односи, за состојбите во Украина, за, не знам, полицијата, не знам, за културата и така натаму. Тие истите стручњаци или аналитичари се значи стручни во сите области. Тоа мене ми е малку вака чудно, како да кажам. Но како и да е, тие се исто така, јас можам да кажам, платени да можат да држат тензија. Секој штрајк или секој незадоволство овде, па поготово кога е во однос на учителите, на професорите и наставниците подкрепено со уставно право. Тие веднаш го тргаат под тепих на некаква политичка конотација. Ај sad да видиме. Што мислите вие, господин Ризвановиќ, дали овде во нашава држава има политика? Јас често пати, не еднаш, многу пати од говорница како актер сум кажал дека јас сум приучен политичар. Јас јавно сум го признал тоа. За да бидете политичар, тоа е наука. Наука која мора да вроди плод. Како вели Горан Стефановски, вели државата се гради со жртви и со крв, а се брани со разум и со ум, и со работа нормално. Каде сме ние во тој поглед? Значи, пазете сега што се случува. Наставниците штрајкуваат заради екзистенција. Не штрајкуваат затоа што некој ги завал. Не се тие 100, 200, 500. Не се тие шарената револуција. Овие се 20 и кусур илјади. Вони внатре. Не се само, да речеме, членови на ВМРО. Ако некој од тие сака да каже, демек опозицијата ги организира. Внатре има и членови кои се на СДСМ, кои се, од друга страна, мене ми дава за право да кажам дека тие луѓе се сплотени, како да кажам. Значи се сплотени во нивните барања. Ја не знам дали и 18,4 колку бараат проценти ќе им бидат доволно. Не можете вие, кога се случува такво нешто во државата, да го минимизирате и да купувате разни учители, професори, наставници, директори на училишта, за да сето тоа го минимизираат, односно да го тргнат по тепих. Ќе ви кажем еден пример. 85-та година, па ќе го поврзам ова што го збор. Јас бев во Германија. Во 85-та година вечерта кажаа на вестите дека ќе се покачала државната телевизија АРД или не знам како им се вика, за некои 2-30 фенинга во тоа време. Верувајте ми, утредната изутрината, јас излегов на улица, додам да си купам вестници, таму имаше стигаа Нова Македонија вечер и така натаму. 85-та, уште еднаш ви кажувам, значи, тоа е пред 37 години. На тротуарите видов не знам колку телевизори. Значи, луѓето излегле од дома, го однеле телевизорот на тротуарот и си отишле на работа. Тоа е доволен знак дека не смее да се покачи, како се вика, оваа телевизиската претплата. Соопштението попладне на телевизијата во Германија беше нема да ја покачиме. Значи, они го слушнаа гласот на народот кој е многу тивок, како крикот на Мунк, нели, во сликата, на неговата слика. Значи, што сакам да ви кажам? Ние овде, како професори, како наставници, јавно кажуваме и ги жигосуваат истите тие луѓе, дека, не знам, кај биле кога се покачувало маслото или зејтинот, кај биле кога се покачувало горивото, кај биле кога се потпишувал договорот со Бугарија, кај биле, не знам каде, пазете сега, то се дежурни луѓе, платени да прават такви прашања. Не, само малку. Ќе те молам, значи само малку. Многу сум. Кога нешто вистински се случува, не можете вие да го тргнете тоа настрана. Образованието е клучен систем, сегмент во нашиот систем. Јас потекнувам од едно друго образование и од едно друго време и од една друга држава, каде тоа образование беше гранитно. Тоа образование создаваше авторитети, кои и ден денес се ги имаме овде и присутни си ги гледаме кои се сите тие. Дали вие, еве како новинар, земете истражувајте во овие 20, да не речам 30, во овие последни 20 години, колку во образованието се произвеле авторитети. Зборувам авторитети во смисла на да донесат добро на оваа држава, бидејќи овде се школувале. Сите тие кои се условно од Бога дадено авторитети и кои сакале да учат, си заминати од тука. Си отидоа. Зошто си отидоа? Затоа што оваа држава нема вредносен систем.
А вредностниот систем кој го прави? Наставниците, образованието. Кој? Државата, нормално, владата, мора да воспостави критериуми за тоа. И овие професори сега, бунејќи се за својата екзистенција, што создаваат? Создаваат отпор кај цела млада генерација. Утре други ден, никој да не може да им прави обструкции во нивните животи. Наместо така да ги гледаме работите, ние ги осудуваме тие наставници од сите страни. Јас не сум овде апологет нивни. Јас не сум овде човек кој не зборувам една многу реална вистина и многу на земја. Може би вака кога зборувам сум доста експресивен, но таков сум што го Добро, брам. во однос на штрајкот ова сакам. Само уште ова да завршам. Уште ова. Вели, ние ќе направиме заменски професори. Чекайте малку. Знаете ли колку професори или наставници има на бирото за вработување? Ич, дали знаете дека во Никола Карев, во ово училиште овде кај мене Блаже Конески и не знам уште на неколку нема професори по математика? Дали знаете вие дека за да предаваш математика, треба да завршиш природно-математички факултет? За да завршиш природно-математички факултет, знаете што и колку треба? Видите, За да зимате 25.000 денари плата. Сега вака ќе го прашам господинот Ковачевски кој се фали со 100 дена влада. Зашто тој не го замени ниеден од овие кои се во историската комисија на Македонија, кои пак од друга страна ја продаваат државата. Зошто тој не го замени, тој што зима 130.000 денари плата или колку зима на енергетската комисија? Зошто не го замени тој на МНАП? Зошто не ги замени министрите кои немаат никакви успеси? Зошто никого од нив не замени? Пазете, тој создаде влада или состави влада со помош на Африм Гаши. Знаете колку му побараат тие? Сите знаеме. Затоа никој ништо не зборува. Ама за професорите ќе ги замени. Добро, само ова за заменски наставници знаете, малку е проблематично. Мора Не да може кажеме дека тој закон е донесен во ваше време. Тој закон го донесе ВМРО ДПМН кога имаше други штрајкови и го донесе, се извинувам. Исто така го донесе намерно за да ги обструира тој штрајкови. Сега тој закон врз на тој закон што се случуваше 2016? Штрајкови, протести на средношколците. Што велеа тогаш овие сега што се на власт? Ние кога ќе дојдеме, вака ќе направиме, така ќе направиме. Така велеа, ќе го уништиме тоа. Екстерното го уништија. Сега ќе ви кажем уште еден пример. Одам јас сум глумец, нели актер, и кажувам таму на едни млади собрани, викам се најдов во автобус со едни луѓе, еден човек почна да вика, јас му викам кој си ти бе, ми вика Чичиков сум јас. Кој? Чичиков, многу чудно презиме дом. И сега чекам реакција од овие младите овде, никој не зборува. Знаете кој е Чичиков? Тој е главниот јунак во Мртви души од Гоголј. Ако вие не го знаете тоа, како може да кажете дека сте завршиле факултет за драмски уметности? Тоа ви исто како да не знаете трофазна струја, а да сте електричар. Или не знам што. Значи, сакам да ви кажам, не можеме така кон образованието да се однесуваме. Не смееме. Кога сме кај образованието, ова што вие го кажавте пред малку што им забележуваат, зошто не штрайкувале за ова, зошто не протестирале, тоа се навистина глупави според. Ама социјалните мрежи се полни со во ред, има навивачи. Да, но тие споредби се апсурдни за мене. Но она што држи како аргумент од другата страна, да речеме, е тоа дека за време на пандемијата навистина да рече се 2 години не работеа училиштата, не се одеше физички, онлайн одеше настава. Тоа знаеме како одеше така половично. За наставниците во основните училишта и во средните забележуваат многу дека цело лето и онака не работат, дека тогаш подготвуваат материјали. Не, во ред. Сега ги кажуваме аргументите од другата страна. Добро, од другата страна. Затоа велам јас дека се гниви. Во основните повеќе наставниците, учителите работат по 2-3 сата дневно и велат дека со оглед на целата ситуација која предмалку ја кажавме на кризата финансиска на се, дека сепак тие 12% требало да ги прифатат со оглед на сето ова. А децата, правата на децата, за тоа зборува и народниот правобранител, значи 2 години не одат на училиште. И сега повторно не одат на училиште. Може да ви кажам и еве гледам многу родители реагираат. Видете сега. Велат децата ќе ни останат неписмени. Децата сега, пазете, се бранат. Кога ти како влада ќе дојдеш во ситуација преку децата да се браниш, таа влада не е влада. Зошто? Затоа што тие исти луѓе, само малку. Тие исти луѓе. Родителите тоа го забележуваат. Ве молам, значи тие исти луѓе сега ни го менуваат јазикот, историјата, целото наше постоење, идентитетот и сакаат да се внесе во учебниците, тие ли се грижат за децата? Ви се молам, немојте такви абсурди. Значи, ова треба да им се каже на луѓето. Не може вие да преговарате со Бугарија за идентитет, за јазик, за историски личности, за се, и при тоа да велите децата биле осиромашени затоа што не оделе на училиште. Мешаме малку теми, да. Те овде децата не одат на училиште, веќе ви кажам и друг пример. Седам пред зградата јас
И поминува дечиња 7-8 оделение. Некни баш кога требаше да се пред некој ден или кога требаше да имаат состанок членовите на СОНК за да одлучат дали ќе ги прифатат тие 12 или ќе продолжат да штрайкуваат. И одат тие тука девојчиња пред зградата и тука одат на што чеки на телефон и почна да скока да вика леле готово пак не одиме на школа, се радуваат. Значи пазете, од наспроти некои други тврдења. Значи сите ние имаме разни сведоштва или разни ставови за нештото. Но кој е вистинскиот? Не можете вие, кога штрајкуваат професори, наставници, знаете, Кемал Ататурк што рекол, нели знаете? Колку пари или колку плата треба да има еден професор, наставник? Тој е учител. На чии деца е учител? На истите тие кои сега им го забрануваат сето тоа. Пуштаат разни ученици кои плаќаат, како се вика, 7.000 евра годишно за да се школува во приватно училиште, да напаѓа и да зборува. Замислете колку е тоа одвратно. Замислете колку е тоа ниско. Наместо да седнат и да се договорат. Ја уште еднаш ќе кажам, јас не знам дали 18,4 е и дури доволно. 18,4, но таму има коефициент и точно да се одредат коефициентите и на која плата се пресметува сето тоа. Не да се пресметува на 16 на 18, него треба да се пресмета бруто плата на 25 ли колку беше 26.000. Не може то така. Мислам како нив ќе им текне. И пазете сега, 12% на најниската плата од јуни месец, со тоа што од следната година ќе имало К15. Ами ќе се смени власта, ако има нови избори. И после чиј е тој проблем? На новата власт. Зошто? За да можеме да ги критикуваме дека не успеале ништо да направат за наставниците. Од таа страна, од таа гледна точка, јас не знам дали и опозицијата ќе го направи сето тоа за кое вие сега предмалку зборувавте. Но ако ти си го укинал екстерното образование, за кое предмалку зборував, не знаат кој е Чичиков, и ако си укинал многу работа, и ако на таа карта си играл цело време и си дошол на власт, си го искористил тоа, си ги ставил под некакви невладини организации, под шарената револуција, тие деца. Сега тие родители кај се да кажат, како што велат за наставниците и за професорите. Кој ви ги излага нив? Кој ги излага нив? Јас ли? Па се зборуваше тога што се случува во образованието. Значи, наместо да го продолжиме ми е зборот да завршам, образованието со тоа гранитно во кое јас учев, ние го разнебитивме, го уништивме, го упропастивме. Значи, доаѓаме до ситуација во која ако ние како држава создававме вредносен систем, а не систем во кој јас сега сум на власт па да ставам нешто во джебот или и така натаму, да можам да си го имотот да си го зголемам, како викале Митко Маџунков во големиот смок. Смок дома јас имам, вика, ништо од него лошо не сум видел, само имотот ми се зголемува. Значи за смокот. Се пазите сега. Ако е то така, тогаш ние зошто се буниме што е состојбата ваква? Добро, но зборуваме за процес во последните 30 години, така да се разбереме. Зборуваме ние за не само последните 30 и повеќе. Значи ние се изгубивме во просторот и во времето, господине Ризвановиќ. Зборувам за нашата желба за некаков ефтин, брз, збогатувачки начин да дојдеме да се реализираме. Парите не те реализираат тебе. Ти се реализираш во него што си завршил школа. Не може мене Бујар Османи како доктор да ми биде дипломат, да речеме. Дипломатија е наука, господине Ризвановиќ. Дипломатија е наука која се учи. А овој е таму пуштен за да може да извршува одредени во наводници политички наредби од едно или од друго место. Добро, тоа не е ништо ново, да се разбереме. Ама јас напротив за тоа зборувам дека треба да биде поинаку. И да не се чудиме зошто ни се случува тоа. Поставувањето на секакви луѓе на секакви позиции. Сега за нив нема заменски. Ама за професорите има. Да, ама таков е закон. Знаете колку пари се потрошени во овие изминати 5 години 6 на тема од како се смени името влегување на Македонија во Европска унија? Со патувања, со гости, со ти реков ми, знаете ли колку пари се потрошени? Тие пари зошто не се овде оставени? Друго ќе ви кажам, зошто се уште се продолжува со апанажата? Еве јас излегов од таму, бев таму, ни една банка немам земено како апанажа. Си отидов во театар. Многу помала плата. Но тоа е кај што сум. Знаете ли вие дека јас сум еден од ретките кои не користеше апанажа? Знаете колку пари се трошат годишно на апанажа? Па има некои истражувања, да. Па тие, најдете статистика, направете, треба да се направи емисија. Да видите дали тие пари може да влезат во покачување на плати на наставниците и на професорите. Смешни се тие работи според. Значи ние не сме си го исчистиле дворот во владата како што треба, ни еден од тие многу мокни министри кои ништо не работат. Еве, новата министерка за труд и социјала. Што прави?
Критикуваат, дури некни го зеде подмишка господинот Таче или Ковачевски, премиерот, за да не му поставуваат прашања. Замислете, го зеде како мало дете, на камерите го видовме. Кај живееме ние, господин Ризвановиќ? Зборувавме за апанажата, дел од вашите колеги пратеници поранешни, да речеме, и функционери, велат дека сепак тоа е потребен инструмент, бидејќи кога станувате пратеник, вие работите некоја работа, пак ја напуштите таа работа принудно, нели? И после ви треба време да се снајдете, да се вратите во живот. Да, кога ќе користите така апанажа, додека сте биле таму во парламентот, исто така сте извршувале некакви наредби, политички или не знам какви, во договор со една или со друга партија, и кога користите апанажа, вие го продолжувате својата агонија на непостоење, на измислена личност која постои во вас, а всушност не сте вие. И сакате да излезете, нема излегување кога вие ќе си го дадете целиот животен столб што го носите под кирија или под наем. Ме разбирате ли за што зборувам? Како мислите сте извршувале наредби? Па, во политиката е тоа познато. Па еве, на пример, какво наредби сега? Како да кажам, јас сум излегувал многу пати на говорница и сум зборувал дека ако ние го прифатиме предлогот на Бугарија да ни се меша во химната и така натаму, дека нив за нив ја спорен, не знам, Гоце Делчев, Јане Сандански и така натаму, да не зборувам за многу други. Јас, овој говор го има, може да го најдете. Ние никогаш не сме им го побарале Јордан Радичков, ние не сме им го побарале Христо Стоичков, ние не сме им го побарале, не знам таму кој, или овој цело време го зборуваат, нели, Хан Аспарух. Не е наш. Тој нивни. Зашто да го бараме ние? Нивниот проблем е на друго место. Не сакајќи се префрлуваме на тема друга. Но, вака сега, нивниот проблем е на друго место. Нивното незнаење дека се тоа што се, тие го заменуваат со она што мене ми викаат дека јас сум бил бугарин. Не можам да бидам јас бугарин. Никогаш не сум бил. Не може тој да ми наметне мене некакво мислење дека јас сум бил бугарин. Пази, вие не знаете. Ние исто така не разговараме. Еден наш човек пред малку го пушти амбасадор во Њу Јорк, таму во Обединетите нации, нели? Да. Како се викаше овој професор беше? Во Њу Јорк, за Фрчковски зборите? За Фрчковски. Знаете тој шо вели? Вели, Македонија е измислена држава и соизмислена нација. Па кому е он таму амбасадор? На измислена држава, на соизмислена нација? Кому е тој амбасадор? Ама професорите биле лоши. Чекај малку. Кај живееме ние? Да го завршиме ова со Бугарија, ако веќе не се кај. Добро, за Бугарија се префливме во ред, тоа е онака една од главните теми за ова што ќе зборуваме. Ајде, ќе зборуваме за Бугарија, сакаме на тема малку поконкретна, па ќе продолжиме за Бугарија, значи за ова со клубот на што се случи во Битола, за клубот на Ванчо Михайлов, каде се дигна огромна бура, нели, дека Петков дошле, бугарите тука не провоцирале. Но јас сега повторно ќе се обидам да бидам антипод на таа теза за една друга појава. Дали е точно дека сепак Ванчо Михайлов не дојдоа тука бугарите да го рехабилитираат? Ванчо Михайлов го рехабилитираа самите македонци, или поточно речено вашата поранешна, можеби и сегашна матична партија. Тие дигнаа статуи на Ванчо Михайлов, има статуи. Се пееше панихида на Ванчо Михайлов во Штип. Види, вака сега. Но знаете како е, тоа се релативизира малку, но знаеме дека Ванчо Михайлов одамна... Како што во една или во друга партија има луѓе кои мислат вака и така сегдека има. Но ако ние ги користиме, само малку, имам впечаток дека се она што се случува помеѓу Македонија и Бугарија е измислено претходно, се пушта во јавност за да има една или друга страна која се спротивставува. Во драматургијата, во мојата професија, секогаш драма за да се случи мора да има едни од овде и едни од овде, за да се судрат. Така и ова. Пазете се, имаме ние многу мудри и умни историчари, професори, книжевници, филозофи, ерудити на некој начин, да речеме, нели учени луѓе, кои сега како печурки после дожд се јавуваат за да ни кажуваат да не подсетуваат дека ние или некој друг Иван Михајлов ова му направиле или како му направиле. Па тие кога ја одбраниле државата, туку сега се појавуваат за да ми кажат дека во ред е тоа што е поставен таму тој споменик. Не е во ред. Не може да биде во ред. Јас на тој говор што ви го предмалку, што ви го кажав, кажете дали еднаш бугарите се извинија за Страшо Пинџур, за Мирче Ацев, за Јонков Апцаров или не знам уште колку да ви ги редам. Дали сега... се извинија еднаш за Благо Јанков Мучето? Пазете, таму дури ги избришаа буквите. Не се извинија. Како они бараат ние да ги прифатиме? Тоа е едната работа.
Значи се измислуваат приказки. Не, знаете што, само да ви кажам, ово што го зборувате е воопшто неспорно и апсолутно е точно. Сега, како може да разговарам јас со таа држава? Не, и со тие луѓе. Не, друго е прашањето тука, друго е прашањето. За Ванчо Михайлов, јас апсолутно се согласувам дека нема место за него во оваа држава. Пред се, не навлегувам во историски во тоа што бил, како се изјаснувал. Ама не е случајно крстен така. Не, сакам друго да кажам. Едноставно бил соработник на фашистите во тоа време. Него крстија. Културен, Пејо Јаворов е поет, голем. Друго ми е прашањето. Лицемерието на вашата матична партија, не знам дали е се уште. Значи и вие сами одвелите има разни мислења. Знаеме дека таа партија 30 години на некој начин го рехабилитира Ванчо Михайлов. Лицемерието на СДС со пуштањето на летоците, дека ВМРО била бугарска, тие биле ова партија. Сега кој е бугарска партија? Не, зборуваме за двострано, затоа ви реков, за двострано лицемерие со една цел да се уништи оваа држава и овој народ. Вашата партија, само ова ве молам, вашата партија излезе со директно обвинување. Зошто се дозволува клубот Ванчо Михайлов, тоа е предавство, тоа е тоа. Така. Самите они го рехабилитираат 30 години Ванчо Михайлов. Не, грешка е. Никој не го рехабилитирал. Тоа што го поставиле како виде, пак ќе речем уште еднаш. Секој има право да го толкува нештото како мисли дека треба да го толкува. Ја во тоа не навлегувам. Но вака сега. Не навлегувам за тоа. Но исто така и јас имам право да го толкувам. Тоа што има како се вика тие восочни фигури. Па и на Хитлер има восочна фигура. Па во една прилика јас зборував споменик на Александар Македонски, има и во Шкотска. Кај нас не било споруван, ќе го викаме воин, а таму ќе го викаме Александар Македонски. Но на фигурата на Ванчо Михайлов пишува дека е деец на ВМРО. Добро, дека па кој го спори тоа дека е на ВМРО? ВМРО има 2 крила, 3, не едно. Колку крила има СДС? Да, но тој вели дека е бугар. Дали знаете колку крила има? Да, но тој вели дека е бугар. Не ме разбирате. Колку крила има СДС? Ја ли се занимава со летоци на време? Ја ли ја уништува партијата ВМРО да зборуваме дека била бугарска? Не. Тие ја уништуваа. Зошто? За да дојдат на власт. А зошто дојдоа на власт? За да направат криминална приватизација. Наместо вредност, да направат криминална приватизација. Ама вие тогаш, Ама сега пазете, ако правиме таков разговор и ако се враќаме наназад, кој, што, колку, како, и ова треба да се зборува. Ако го славите како деец на ВМРО, а он се изјаснувал за бугар, за бугарин се извинувам. Ама кој го слави тоа? Кој? Ако го назначувате така. Ако го назначувате како деец на ВМРО, а он се изјаснувал за бугарин. Значи вие во Македонија дигате скулптури на бугарско ВМРО. Тој вели дека е бугарин. Значи тогаш излегува дека Каракачанов е управо. Се како не Каракачанов бил во право. Во што е во право Каракачанов? Па вели дека пазете сега, се пред малку ви реков. Он вели тоа ВМРО е бугарско. Такви будалаштини од страна на Бугарија. Јас не можам да прифатам, бидејќи јас доволно сум возрасен и зрел. Пазете, тие зборуваат дека Исус Христос бил бугарин. Не, јас конкретно за ова зборувам за Ванчо Михайлов. Не можам да спомнувам за нив да разговарам. Значи, друга е темата. Ова што се случува со разни притисоци од бугарска страна и од наша страна која ги прифатаат за да може да се разговара, се само бедни флоскули. Ако Европа ја сака Македонија да влезе таму, Бугарија не им представува нив проблем. Ако сакаат да почнат преговори, тоа го зборувам, значи, Бугарија е некаква маша, за да не може Европа да каже, бидејќи се случуваат многу процеси овде, дека ние не сме спремни за во Европска унија. Ние немаме институции во кои државата, односно народот има верба. Ние имаме корупција, не знам на кој степен. Ние плячкаме се што можеме да го плячкаме. Во Европа нема. Да те прашам сега вака. Европа не сака да се дружи со губитници. Европа не сака да се дружи со луѓе кои си ја плячкаат својата сопствена земја и го продаваат својот сопствен народ. Кажете ми еве вака, колку од овде у Скопје да речеме, имате неколку олигарси. Колку од нив се дружат со сиромаштија, односно со беда? Ич. Воопшто. Така и во Европа. Тие богати земји сакаат да се дружат со богати држави. Не ќе да се дружат со вакви луѓе без вредност како нас. Зашто да се дружат? Зошто да ни ги плаќаат нас долговите кои ние ги правиме? Зошто да ни даваат европски фондови за да си ги ставиме во приватен джеп? Нема потреба. Знаете ли колку е по-проблематично, колку е по-вистински ваквото размислување од колку ова што јас се препукувам со бугарите? Па на крај краишта 76-та година има попис официјален во Бугарија. Зашто тоа не се експлоатира? Само го гледам чат-пат, ќе го видам по тие социјални мрежи. 3 милиона и 200 има македонци таму. Пишани. Попис официјален, 76. Таму има 1.100.000 муслимани, односно турци. Таму има околу 800.000 тракијци се пишали. Знаете колку бугари има? 300.000. И сега јас ли треба нивните фрустрации да им ги лечам како македонец? Немојте ви се молам. И сега тие ќе ми кажувале мене кој бил Гоце Делчев?
Што сум бил јас? Па јас од дедо ми крсте. Дедо ми е роден 1800, значи 19 век. Веќе трета генерација сум јас ги воспитувам моите деца, на овој јазик зборуваме. Ние не зборуваме на тој другиот нивниот. И искриво колчен. Вие велите, не сте професионален политичар, но многу добро цело време ме спинувате. Успешно, сега... добро, во ред, без разлика. Успешно, таков сум... Вова за Бугарија, кажете ми за, еве, за малку конкретни работи да зборуваме, за барањето, еве, на Бугарија, да влезат бугарите во Уставот, и тоа да влезат веднаш доколку тие дадат зелено светло за почеток на преговорите, пред првото поглавје да влезат во Уставот. Јас забележувам дека во однос на тоа прашање, првиот став на македонската влада кога беше спомнато беше дека, ми се чини дека уште беше премиерот Заев, дека во ред земјава на некој начин би се согласила, но тоа да биде пред влегувањето на Македонија во Европската унија. Тогаш. За нас, но сега се помести тоа, некако дојде до првото поглавје, значи веднаш на почеток. Поглавјата нас нема да ни го решат проблемот. Поглавјата се само повеќе проблеми после. Поглавјата се само да извршуваш после наредби кои ќе ти дојдат. Ако не ги извршиш, ти ќе треба да патуваш во Европа, не знам, 20-30 години. И мислите, така ни е долго. Ке не условуваат? Па нормално. Пазите сега. Дали на ова што ви го кажав пред малку 3.200.000 македонци 76-та. Тоа е 24, 22, 46 години. Пред 46 години, толку они тврдат дека Македонија постои, имало таму 3.200.000 македонци и сега ми викаат кај нив не можело во Уставот. Не се отворил нивниот Устав. Забрането било да влезат македонците, а кај нас требало да се отвори. Уште една лага голема во ова што ви го зборувам. Се создаваат такви небулози за да имаме, нели, проблем на расправија. Всушност, вистинскиот проблем ви го кажав пред малку. Вистинскиот проблем за невлегувањето на Македонија во Европска унија е тој. Ај сега да видиме зошто тоа. Кажете ми вие мене, ако вие во државата имате правен систем и обвинителски систем во кој веруваат само 8%, тоа не го кажав јас, го кажа почитуваната господја амбасадорка на Америка, господјата Кейти Брнс, така? Да. 8% кои се измислени, никој не верува. Еве да ви кажам уште еден пример. Како да веруваме ние во држава во која живееме и да ја напаѓаме професори и сео на друго што се случува вон од владата, тие биле најисправни. Еве вака. Ние имавме еден закон што го поднесовме во парламентот додека јас бев, тој се замре за тие извршителите. Вака ќе ви кажам. Јас секогаш поаѓам од мои примери. И сакам на земја да виде ситуацијата. Значи, јас од 2018 година сум заборавил 2 или 3 сметки за парно. Мај, јуни, јули или не знам таму април, мај, јуни. Живи луѓе сме, нели? Сум ги едноставно сум, не знам дали наеднаш дошли и како и да е, не е важно. Сега ми доаѓа јас да платам 26.900, односно 27 преку извршител. Отидов таму кај извршителот, го најдов кој е, тие ме најдоа мене, нели? Јас отидов да го најдам него и го прашав, зашто после 4 години вие ме наоѓате мене? Тој ми вели, ама ние ти пуштивме писмо. Кога? Па на адресата. Јас не сум добил такво писмо. Може ли да ви... Ама нас ни се... Добро, ви се врати од пошта, да. Ајде да видам кој ден, кој датум сте ми го пуштили да ми известите. Нема такво. Вели, прво ќе се подпишеш овде. Како бе така да се подпишам јас овде? Дај ми го тоа што ти го барам, да го видам. Преку шалтер тоа го разговараме, не директно вака. Да. Јас, знаејќи дека ние немаме систем, немаме држава, немаме правен систем. Ова јавно го кажувам. Овој мој проблем го имаат, знаете колку македонци? Една мала милијарда. Сега, отидов пред некој ден, пред 2 дена 3, си ги платив сите пари во банка, на тие луѓе им реков, ви плаќам и малку повеќе за кафе да се напиете. Да видам дали тие што им ги платив повеќе ќе ми ги вратат. Не заради друго. Дали ќе ми ги вратат или дали после 5 години ќе ми пресметаат камата што не ми ги вратиле. Вие зборувате за оваа држава. Со ова се фали Ковачевски. Ова е тоа, па тие институции се катастрофални. Кажете ми вие мене, правниот систем кога не ви функционира, како може да се наделате на држава и да ни кажувате, еве ние се грижиме, за кого се грижите? Па кој внатре, например во тој контекст, ќе ги земеме овие случувањата од 27 април со еден куп адвокати. Па ние не сме толку далеку да не памтиме. Пред извесен период, кога се случуваше тоа заедничка Македонија, еден голем број од тие адвокати кои сега се на тие телевизии нон-стоп, беа
против таа заедничка Македонија и на голема врата влегуваа на телевизија Телма, овде кај вас на 24 канал, на оваа другата канал 5 како ќе дувне ветрот и така натаму, каде тврдеа дека тие луѓе треба да се забранат, не знам што требало да се направи, а за ова што се запали канцеларијата на председателот, никоме ништа е. Значи, пази, тие исти луѓе сега се адвокати на овие луѓе на кои им одредија, не знам колку, 200 години, колку беше казната, нели, се вкупно. Сега тие велат дека судството било катастрофално, дека истите тие адвокати. Па која е таа хипокризија во која ние живееме? Па како може тие истите адвокати да живеат во една ваква држава? Добро, тие велат, морам ова да го кажам, ова е... Ама не може да велат, господин Ризвановиќ. Ова е дилема одамна, не е од сега оваа дилема, дека кога адвокат настапува јавно и кога зборува, да речеме како правен експерт, не зборува како бранител или туку зборува општо, генерално, дека тој не може потоа да се откаже од адвокатурата која му е основна дејност. Тој е бранител. Така? Па не, тоа му е професија. Така да така, јасно. Професија му. Па и мене ми беше професија. И сега Па и вие мене ми беше професија во парламентот да земам да притиснам на копчето за да се смени устав. Па не го направив тоа. Но имате основна професија. Ама не го направив јас тоа. Се извинувам. Оставете ја основната професија. Имате основна професија. Зборувам за проблемите во државата во кои се случуваат. Зошто тие адвокати, фино седејќи си, бранејќи и така натаму, имајќи случаи, се дрзнаа да се појават на телевизија да кажуваат дека таа заедничка Македонија или тие луѓе се луѓе кои треба да кои ја подкопуваат државата, државноста. Само вака да дефинираме. Вие велите дека адвокат, како адвокат, зборуваме како професија, не треба никогаш да излегува на телевизија да збори за било што. Не велам никогаш, нека се зборува за проблемите. Нека не се меша. Сега пази, како може тој адвокат? Зашто да зборува друго? Ма сега вака, господин Ризвановиќ. Не може, видите, со други зборови народски кажано, таму кај што сум плукнал, јас сега лижам. Значи не е така. Не може вие да зборувате за истите луѓе дека ја подкопале, ја уништувале државата, при тоа некој ја запалија канцеларијата на председателот ништо, а овие луѓе сега вие ги браните и кажувате колку обвинителот или судијата бил ригорозен во еден никаков систем ги осудиле луѓе. Но видите, секој има право на одбрана. Сега малку е. Ама добро сега, треба ли да одбие? Па зошто ги браните тие истите луѓе? Па зошто да не? Тоа му е работа. Значи не. Не може во оваа држава мора да се научиме на вредносен систем, тоа го зборувам. Во оваа држава јавно кажаниот збор мора да те обврзува, господине Ризвановиќ, на твоето его, на твоето достоинство. Уште една приказка да ви кажам. Еден мој прекрасен пријател професор, кој за жал веќе не е меѓу живите, ми раскажува една приказка поодамна, многу одамна. Имал еден студент по право кај него, завршил правен факултет и го снемало повеќе период, не знам. После, не знам, 10 години се среќаваат со тој студентот по право и како сте професоре, добар, ти како си, каде си, во која канцеларија си работиш? Не вели, јас сум во Швајцарија. А зошто таму? Па не можев овде да се снајдам, таму отидов во Швајцарија. Добро. Што работиш, правник? Не. Друго работел таму. И како животот таму? Па вака, така, професоре, знаете што ми е најдобро, вика. Ќе земам, вика, на попладне одам покрај едно езеро, тука има патека, вика вака, и на патеката има фино направено како калдарма, коцки убаво, и по неа се шетаат претежно стари луѓе. Мажи, жени и така натаму во Швајцарија. Убаво, јас си седнав на клупата, вика, ќе раситнам 5 франака швајцарски во рапи, се вика тие малите нивни ситни, и ќе си ги ставам, вика вака, од джебот, и како идат старците, јас сам так, ќе фрлам, вели, во тоа, на тоа, и калдармат, и тоа так, нели чука паричката. И тој стар човек, од 80 години, 70, 90, не знам тамо колку, нели? Ќе се наведне, ја зима паричката, јас вика, толку ми е смешно. Ќе ме погледне, ќе си ја стави во джеб и ќе си замени. Тоа многу ме задоволуваше, вели. Овој студентот. И професорот го слуша и не му се верува, што произвел. Пазете, тој се срами од овој. И му рекол, дали знаеш што значи тоа? Тоа е однос према нивната пара. Кога ти ќе имаш однос према твојот денар така овде, или спрема твојата држава, тогаш ќе видиш ти државјанин или европски човек. Се додека така размислуваш, ти не си за таму. Затоа Европа не те сака. Ме разбирате ли за која приказка станува збор? Да, уште ова сакам, знаете што приметувам, дека забележувам дека еве вие и останати поранешни, да речеме, политичари, па и сегашни, различно зборуваат во зависност од тоа во каква позиција се, во каква ситуација. Па еве, имавте едно доста остро, огнено, сега
кажување за извршителите, но извршителите се измислени од вашата партија. Значи сето ова што го сето ова што го зборувате, вие 10 години го зборуваат луѓето. Так, Буквално 10 години. И вие кога бевте пратеник, не зборувавте одговорница за ова исто овака. Зборував, не знам. За правата се на прекина луѓето. тоа таму. Најголем противник за тие извршители беше господинот Петре Шилего, вие не знаете. Иначе предлог закон поднесе господинот Панчо Минов. Значи ова не го знаете вие во јавност. Но исто така тој Петре Шилегов мислам дека има и негова, како се вика, Адвокатска канцеларија. Во адвокатската мислам дека му функционира. Има адвокатска, да, извршители, не знам што. Не е важно на крај краишта. Не се донесе тоа. Но ова што ме прашувате, тоа мене многу ми смета. Велите во ваше време. Точно. Но пазете, Груевски кога го донел тој закон на чело со тие парламентарци таму во тоа време, кои биле, не рекле овие како се вика, извршителите да го прават тоа, да го плячкаат својот народ, така? Или им рекла плячкајте го народ. Па таков е законот. Ама плячкајте го, така? Па така излегува буквално. Ама затоа што немате вредносен систем, затоа што ниеден од нив не е осуден. Во оној момент кога еден од нив ќе биде осуден и ќе ги врати сите тие 500.000, 200, 100, не знам колку илјади евра што ги има земено, тогаш другите ќе остават прстот на. Извршителите работат законски, целосно. Не се покриени со закон. Ова законски е што ви го кажав јас. По законски они се покриени со закон. Па кај ми известија тие мене? Не, сакам да кажам, они се водат според законите, тие што ги имате и се Кои закони? Па затоа ние правниот систем овде кај што ние. Како мислите со тој правен систем да влеземе во Европа? Како? И сега ние се чудиме. Не, јас го знам тоа, но. Па ако го знаеме, тогаш нај да го смениме. Не е нешто ново. Ама ајде да го смениме, не да го фалиме. Напротив, обратно, треба да седнеме, да оставиме прстот начело и да видиме зошто е тоа така. Што се случува под ова сето? Значи, пазете сега, не може вие... например, гледам во Америка. Америка е нели најдемократската земја. Извршителските тие накнади се намалени? Само малку. Нели намалени се? Порано беа поголеми. Само единствено на тој закон тогаш го правевме. Ние беше тоа дека ги намалиле услугите. Не се намалени. Сега јас, ако требало да платам, не знам таму колку, јас со камата сум платил 26.000. Не е важно. Не е важно. Како да кажам, едноставно јас живеам во оваа држава, ако е веќе држава, или ако не е нешто друго, но во секој случај се оди кон тоа да се разнебите. Пазете, вие зборуваме ние за институции. Кај е поштава? Никоме ништо е. Така, колку години се плячкаше поштата? Колку пати се направи, се ограби поштата? Одговараше ли некој? Имаше ли таму некаква одговорност за сето тоа? Не. Така, са поштата ќе се продадела. Откако ќе се продаде, ќе биде рентабилна, односно ќе функционира. Исто како Евана, бомбона бизнис. Како тоа јас не можем да го разберам. Исто како парното. Пазете, парното вика, ние ќе го дотираме бек, а собственикот не го чепкаме. Чекај, ако тој бек е така како е, зашто собственикот да не го чепкаме? Колку мазут се донесе? За да не зборуваме, да не отвораме теми во кои ќе навлеземе, а не ние. Да, и бек е приватизиран тогаш чисто така. Сега... Во ред, вие убаво велите да не се враќаме кој што како, бидејќи долга е дали историјата. Можеме да се смениме? Дали можеме вредносен систем да направиме во тоа зборуваме? Ајде уште за крај ова прашање вие го начнавте. Вчера беше годишнина на 27 април. Очигледно е дека власта и опозицијата се уште имаат диаметрално спротивни ставови за тоа што се случило тогаш, дали е терористичко загрозување на уставниот поредок или е уставо бранителство, гледаме дека тоа се уште трае. Ја вас, вака ќе ве прашам малку по човечки, по директно, вие како директен учесник тогаш во тие настани. Мислите ли дека на некој начин бевте изманипулирани за сето оно што се случи за 20 минути? Цела држава беше изманипулирана, не само ние. Видете, сега имаше таму, например, луѓе кои искрено веруваа во нешто. И искрено верувајќи влегоа во гротлото, како во филмот на Милош Форман Коса, ако се сеќавате, кога влегуваат во тој хангар црн и после ги видовме само гробовите. Практично тоа ни се случи нас. Има еден филм од понова продукција германски, се вика Дело без автор. Раскажува една приказка за еден млад германец од источна Германија, па како преку дедо му негов кој е доктор од Хитлерова Германија, работи со Хитлер, гинеколог кој ги ништи жените и така натаму, но знае се снајде, таму му помогна на тој рускиот намесник и така натаму, да не должам, си отиде тоа во Западна Германија после и овој отиде со ќерка му. За да немал такви деца, тој, пазете, татко и на девојката и направи проблем да не може да раѓа. Дечкото беше сликар, зошто дело без автор. Се бараше себе си да се пронајде во тие слики и така натаму.
и ги најде црно-белите фотографии сликани од непознати автори и почна на нив да прави некакви потези сенчани и да ги прави, да ги комбинира. И велеше, како може ли да не можам да насликам толку многу живот на оваа слика, колку што има живот во оваа црно-бела фотографија. Ние сме дело без автор, господине Ризвановиќ. Натаму одиме. Тука е нашиот проблем. И во овој период, само луѓето кои не размислуваат со ум и разум, а од стомак, го прават се тоа. И создаваат армија, кобајаги од незадоволници или од задоволници. Едните напаѓаат, а другите бранат. И ние сме во еден круг од кој не знам дали ќе излеземе. Не знам дали ќе излеземе ако продолжиме вака. Големиот Маџунков, ја често пати знам да кажам, викаше ќе не апне гинежо. Ќе отидеме, вика, во иглени уши и ќе се вратиме како цивковци. Нема да зборуваме, таму ќе цивкаме. Цив, цив. За жал. За жал. Тој човек на кого му е забранија енциклопедијата, нели знае? Да, добро, еве за крај едно генерално прашање, ова што го зборувате вие на некој начин оваа емисија, мислам дека се рефлектира многу и во јавното мислење. Оние сите анкети, па и резултатите од изборите, процентот на гласање покажува дека најмногу се зголемува бројот на луѓето кои абстенираат, кои се абстиненти, кои не излегуваат, кои не веруваат веќе во ништо. Очигледно е дека има една голема апатија и дека има една огромна маса на луѓе кои немаат надеж. Сега, еве, конкретно, кога анкетите покажуваат дека ВМРО ДПМН води пред СДСМ, мисля, че ни последните анкети беа такви, и дека веројатно доколку има избори, дека ВМРО ДПМН на господинот Христијан Мицковски има голема шанса да победи, барем така зборуваат анкетите, не знам јас дали е така. Што мислите вие, ќе се случи ли, ќе се свртили нешто на подобро доколку ова ВМРО ДПМН предводено од Христијан Мицковски дојде на власт? Вака да ви кажам. Не е проблемот во ВМРО-то на Мицковски или проблемот во СДС на Ковачевски, да речеме сега. Не е проблемот таму. Проблемот е во сите наши глави. Колку сме ние спремни да влеземе во борба против сите овие криминалци кои ни ја грабнаа државата и си ја претворија во нивна својина и како мафија буквално, Коза Ностра, управуваат со животите на сите други луѓе. Па добро е. За тие животи пееше Тоше Проевски. Нека му е лесна земја. Нели, кој во туѓите животи влегува и така натаму за црешата. Но не е ни важно. Замислете сега. Ние сега бараме некаква надеж. Сега скоро имаше некој интервју Левица, како го вика од Левица Апасиев, кај Јанко Бурекот во емисија. И тој во една прилика кажува, нели, колку е вака раширен и така натаму, но во една прилика како што разговараше, вели новата власт или она кој ќе владее со оваа држава зависи од едно место. Така рече, ако се сеќавате, вратете ја снимката. Не го гледав, не знам. Но не е важно. Значи, вазете сега. Ние сме зрели за избори, но зошто немаме, тоа треба да се прашаме. Добро, ајде кажете ми вака директно. Тогаш мислите ли дека Христијан Мицковски е подготвен да влезе во судир со криминалот и со корупцијата? Па еве, тој јавно кажува дека бил спремен. Но ваша оценка, вие што мислите? Тој јавно кажува дека бил спремен да влезе во борба против криминалците. Како, колку, зошто, не знам. Но ако ние сме зависни како држава од некои други, дали ќе дојдеме на власт вака или онака, тогаш значи оставаме опашки дека треба да извршуваме некакви наредби. Некакви наредби од некои други центри. Значи, ние мораме да расчистиме со се ова што го зборува пред малку, нели. Ако сакаме да одиме напред, ние мораме да се свртиме кон самите себе си, да се изчистиме, да се измиеме и да влеземе во некои други води. Да влеземе во води на некакво спресоздавање, се вика. Ренесанса за нас. На некое ново живење. Не можеме ние да постоиме повеќе вака како што сме. Мицковски, јас му посакувам, еве, од иста партија сме, да влезе во тој процес. Да влезе. Колку ќе успее? Јас не знам. Тоа од него зависи. Нели, може да ме викне да му бидам советник, да му кажувам нешто, ако сака. Или некој друг, на крај краишта не морам. Но, ако сакаме да излеземе од ова, мораме да го победиме ова зло кое се вика корупција, криминал, мафија. Добро, господине Јовановски, ви благодарам за ова интервју и се надевам ќе ви гледаме почесто.
Јас се надевам дека ќе не викнете, ќе направиме една поширока дебата, поширок простор каде што ќе можеме да искажеме и да имаме противници од другата страна, ама не заради кавга, не заради тоа некој да ме мрази заради мојот став или обратно јас него. Како и да е, дали и женско ќе биде или машко, сеедно. Но не можеме вака да бидеме, ако само навиваме за едно или за друго, а не бараме решение, ќе потонеме. Да. Благодарам, ова беше господинот Крсто Јовановски, поранешен пратеник. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со господинот Бесим Небију, политички аналитичар. Останете со нас.